По повод големиот национален празник 11 октомври, 1200 ученици од сите основни и средни училишта во Прилеп го формираа македонското знаме со големина 24 на 12 метри на плоштадот Методи Андонов Ченто во центарот на градот. Оваа традиција во Прилеп се возобновува по 5 години пауза. И со тоа ја збогатуваме оваа програма за уште еден настан, тоа е формирање на македонското знаме од 1200 учесници, односно ученици од сите наши основни и средни училишта, кои што видовте во какво расположение и со каква енергија дечињата го формираат тоа знаме. Со тоа искажуваме голема љубов кон Република Македонија. Наставниците кои како координатори учествуваа во настанот велат дека искуството им помогнало овој перформанс да го извежбаат за само еден ден. Потенцираа дека децата треба да се учат да ги почитуваат символите на државата како знамето, химната и грбот уште од најмали нозе. Токму затоа предлагаат секој понеделник во сите училишта во градот да има подигнување на знамето и интонирање на химната. И се надевам дека и како предлог би дал до општината во секое основно училиште и средно училиште во секој понеделник да се интонира химната. Тоа го имавме порано и добро би било да се подигнува знамето на јарболите. Во некои училишта го порано се постројувавме, као и влегувавме по редици. Јас се надевам дека тоа е добро да се обнови и сега во нашата општина, да бидеме прва општина. Тоа го прават во Европа, во Америка. Се надевам дека и ние ќе почнеме и ќе го всадиме тоа уште од најмали нозе кај децата да го почитуваат, да ги почитуваат символите на нашата држава, како што е знамето и химната. Инаку годинава се одбележуваат 82 години од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Честувањето започнува вечер со пригодна програма, огномет и импровизиран напад на градот. А утре ќе има и положување цвеќе и одавање на почит пред спомениците на Методи Андонов Ченто, Кузма Јосифовски Питу и могилата на непобедените.